Добре, криптоентузијасти, како што кажавме, заебан ден бара, заебан шоу, така да можеме да почнеме. Значи, прво и најбитно е без паника. Клучно битно. Значи, секогаш мораме да погледнеме макросликата и да видиме што се случува. Значи, прва и најбитна работа што ја правите во крипто секторот е не паничете. Значи, моментот кога ќе испаничите и кога ќе продадете без да размислите што правите, се ставате во ситуација да не сте направиле соодветна анализа, а да си направите штета за тоа што сте испаничиле и сте продале пребрзо. Значи, започнато сакам да направам нешто што не го правиме вообичаено, но ова е Telegram групата Whale Alert. Јас уште еднаш ќе препорачам дека треба сите да ја имате и како да ја користите и како да ги читате овие информации. Имаме направено соодветно видео каде што разговараме за позитивни страни, односно ако дојдете на нашиот техничка анализа курс, ќе го најдете видеото каде што објаснуваме за позитивни интернет страни кои што треба да ги користите, каде што детално објаснуваме за оваа група на Telegram Whale Alert. Да, има многу руски групи, се извинувам, но јас сум на таа страна. Ако ви смета, пак ќе кажам слободно, може да најдете други канали. Сега кога го поминавме тој дел, нели, можеме да продолжиме. Значи вака, вчера, најбитна работа за Telegram групата која што морам да ја покажам моментално е ова. Треба да ги погледнеме пораките од моментот кога почнавме да правиме дамп, а тоа е негде околу 12 часот. Можеме да видиме дека имавме голем обем на биткоин, кој што се движи од приватни волети кон менувачници. Гледате, значи 1000 биткоин, 2500, 2500, од непознат новчаник, тоа најчесто е новчаник на приватно лице, кон Coinbase, така. Ако продолжиме понатаму, можеме да видиме тоа во многу наврати. Сега, зошто е тоа битно? Нормално дека никој нема да пренесе во оваа ситуација, значи како што покажувавме овде, значи никој не би пренел, не знам, 2500 биткоин на Coinbase за джаб, така, значи има причина, очигледно ги пренесува таму за да ги продаде. Овдека нормално некој купил, но генерално гледаме дека има многу голем обем не само на биткоин, значи еве пример. Гледаме XRP 17 милиона, овдека се купени, обратно имавме доста, сега ќе ви покажам. Добро, ќе одиме поред и ги ви покажам, но поентата што е да разбереме. Значи секогаш кога ќе видиме дека одреден коин во голема количина, колку повеќе нели сирени има, толку поголема количина на коинот е, кога се движи од приватен волет кон менувачница, се движи за продажба. Значи никој не праќа милиони долари од приватен волет на менувачница за џабе. Тоа е продажба, крај на муавет. Тоа што најчесто ова се прави OTC, никој не прави директна продажба на 2900 на пазарот, тоа би било масакар. Прво нема да може и да ги продаде по цената по која што сака, затоа што како ги продава, така нели цената ќе расте, така да во оваа ситуација тоа е OTC продажба 100%. Сега дополнително што треба да забележиме, дека во исто време кога се случува овој дамп, погледнете, имаме креирање на USDC, значи во USDC Treasury креирани 64 милиона долари. Така, значи не само тоа, него можеме да видиме дека овие USDC потоа се пратени, не се истите, но нели некој од својот приватен волет ги праќа на Coinbase. Зошто би пратиле вие 82 милиона стейблкоини на Coinbase? Поради една причина, че се спремате да купите, така? Може би не купил веднаш, но кога ќе видиме некоја голема количина на биткоин како во оваа ситуација да се движи од Bitstamp кон непознат волет, тоа значи дека некој од овие кои што ги поднеле парите на менувачица купиле и сега ги враќаат на приватен волет. Значи, тоа е оно што сакам да ја кажам. Не можеме само да гледаме дека има продажба, мораме да ги гледаме сите случувања кои што моментално се случуваат, да речеме, на пазарот. А Whale Alert ни дава да погледнеме што најголемите играчи прават. И гледаме дека се уште има дамп, гледате. Значи 706 од Bitstamp, не, ова е купен, ова е. Значи 2500 биткоини од непознат волет на Coinbase. И ова, значи во 6 сатот се уште се правил дамп. Се разбираме? Сега, да погледнеме натаму, ова се некои мали количини што не се толку ни битни. Burn значи дека практично ги претвориле назад во кеш. Но гледате овде, повторно. 67 милиони изминтани во USDC Treasury. Значи некој се припрема. Никој не става 67 милиони за да ги изминта во USDC ако не планира да прави нешто со нив. Така, гледате сега како. Значи веќе дампот полека завршува. Значи околу 6 часот, гледате нема веќе биткоин кој што се движи кон менувачите. Сега гледате овде. 80 милиона USDC од непознат волет на Coinbase. Истата ситуација. Зошто би ги ставиле? Ги ставаме за да купиме. Добро, овдека некој ги извадил, не е битно. 61 милион
се направени на USDC Treasury. Иста ситуација. Зошто сега? Овдека имаме иста ситуација, значи 80 милиони USDC пратени од непознат wallet на Coinbase. Повторно, тоа е направено со цел да се купи. 168 милиона USDC изминтани во USDC Treasury. Зошто се тоа се случува? Овдека USDT добро, ова е некој се спрема да ги продаде, како и да е. Тоа не ни е многу битно во ситуацијава. Гледаме дека во еден часот се уште има некој обид за дамп, тоа е онаа втора светја која што ќе ви ја покажам во самиот чарт кој што ќе го анализираме, но гледате колку милиони долари се или изминтани или пратени од приватен wallet, најчесто на менувачица, со цел да се купи. Значи во текот на целата ноќ. Се разбираме? Сега, она што мораме да го заклучиме од оваа група е дека не е само продажба. Значи гледаме дека има многу од овие пари кои што се спремаат да купат. Се уште не ја купиле, тоа е исто така битно да заклучиме, затоа што ако купиле, тоа ќе имавме обратна насока во која што наместо да имаме 2600 биткоини кои што се движат кон Coinbase, ќе имаме обратна ситуација во која што 2600 биткоини од Coinbase ќе се движат кон непознат wallet. Сега за сега се уште немаме таква ситуација, што значи дека сите овие кои што ги пренеле овие огромни пари, 6-7 милиона, се разбираме, сите овие изминтани и пренесени пари на менувачниците, се уште не се употребени. Што значи дека многу од овие големи китови кои што купуваат, ги чуваат овие пари моментално на менувачница. Видовте колку такви пораки имавме во кои што луѓето има милиони моментално на менувачите. Никој не става на Coinbase 70 милиона за да ги чува таму. Значи сите ги ставаат со цел да купат. Значи нема друга причина зашто тоа би било таму. Сега, тоа е во однос на ситуацијата каде што можеме да искористиме Whale Alert да ни покаже каде и што моментално се случува на пазарот. Затоа што ни ги покажува најголемите играчи, најбитните во оваа игра. Значи тоа е она што постојано кажуваме. Додека вие си ги продавате вашите портфолија во страф, има, гледате, си снайпаат. Значи едноставно ќе си донесе 70 милиона, чека да се погоди сосема добра ситуација и ќе си ги купи сите кои што вие сте ги продале. Сега. Вчера имавме буквално конвулзија на лоши вести кои што заедно донесоа до тоа што моментално го погледнав. Сега, имаме позитивни и негативни страни, ќе разговараме за се. Прво, нормално мораме да го покриеме Фед и традиционалните пазари, со цел да видиме како традиционалните пазари помогнаа во ваквиот, значи они беа катализатор за да имаме таков пат и на биткоин и на алткоините. Прва и најбитна ствар која се случи вчера и завчера, така речено, се Fed Minutes. Нормално, Fed Minutes беа ослободени, но пазарот немаше време да реагира на 16-ти, затоа што овие се ослободени на 16-ти, а на 17-ти на почетокот на самиот пазар видовме голем пат и на SPY и на Nasdaq. Зошто е тоа така? Значи, Fed Minutes представува точно што се разговарало на состанокот на Федералната резерва на 20, значи ова беше на последниот состанок кој што го имавме 25 и 26 јули 2023 година. Зошто е битен? Затоа што најчесто Федералната резерва нас не ги дава само крајните резултати, дали ќе има рейт хајк или не. Што мислат и тоа е тоа. Додека овдека многу подетално се разговара за тоа што се, значи кои од овие клучни, затоа што знаете и сами дека не е еден човек, тоа е комитет. На комитетот имаме различни членови кои што различно размислуваат. Така да овдека ни се дава целосна слика за тоа што грото од овие членови размислува, како гласале, што се очекува понатаму, каде што можеме да видиме некои доста негативни вести. Односно, ако ги прочитаме, значи ќе ги прочитаме овие основни 4 точки да видиме што точно се случувало и зошто толку страшно изреагира самиот пазар. On the current state of economy, the committee members noted that economy activity has been expanded to a moderate pace. Job gains had been robust in recent months, and the unemployment rate remained low. Inflation remained elevated. Participants agreed that the US banking system was sound and resilient. Овдека се што ни кажуваат е дека економскиот раст не е толку брз, значи тоа нив им е битно, они не сакаат да биде брз, колку е побрз тоа е полошо за инфлацијата и за нивната работа. Значи колку е побрза економијата, повеќе се направи експанзија, толку се зголемува и самата инфлација. Воспротивно кажуваат дека сосема е солидна стапката на невработеност, нешто веќе го знаеме, дека инфлацијата и понатаму е повисока и дека банкарскиот систем и економијата генерално се покажуваат како доста отпорни. On debating the appropriate policy actions for the July meeting, almost all participants judged it appropriate to raise the target range for the federal funds rate. Participants that supported a pause emphasized that the fact
emphasized the fact that it would better allow the committee to assess changing economic backdrop. Значи имало само многу мал дел од овие учесници во комитетот кои што сакале да има пауза, поголемиот дел сакале и понатаму да се зголемуваат, значи она што го изгласаа, нели? Уште едно зголемување рейт хајк од 0,25%. Сега овдека е најголемиот проблем. When discussing the future path of monetary policy, participants noted significant upside risk to inflation, which could require further tightening of monetary policy. Значи автоматски веќе овдека ви се најавува дека во следните состаноци они гледаат позитивно на тоа да се зголеми повторно рейт хајк. Очигледно ваквата информација можеме да видиме дека негативно делуваше на традиционалните пазари, а позитивно делуваше на самиот DXY индекс. Сега, зошто е тоа така? Уште една се враќаме само во кратки црти. Колку повеќе рейт хајкс, толку повеќе се намалува количината на долари на пазарот, колку помалку долари на пазарот, толку повеќе нивната вредност расте. Колку повеќе нивната вредност расте, сите останати и традиционални и криптопазари се мерат моментално во противвредност на долари. Колку доларот е во повисока вредност, толку повеќе се намалува вредноста на сите останати добра кои што ги тргуваме наспроти доларот. Автоматски ваквата политика ни покажува дека кога ќе се случи, а ќе се случи, очигледно бараат да се случи, ќе се зголеми повторно вредноста на доларот, наспроти тоа се очекува цените на се останато да се коригираат надолу. On deliberations concerning the risk of additional rate hikes, committee members noted the possibility that the macroeconomic effects of the tightening in financial conditions since the beginning of last year could prove more sustainable than anticipated. Additionally, the effect of tighter credit conditions stemming from the recent banking stimulant remain uncertain. Се извинувам. Значи, во оваа ситуација што сакаат да кажат? Кажуваат дека генерално макроекономски економијата се повеќе покажува дека е спремна да издржи ваков тип на политика како што има моментално Федералната резерва, а тоа е quantitative tightening, каде што се обидуваат така речено со ваквиот тип на намалување, односно shrinking на самата економија, да ја намалат инфлацијата. Во спротивно кажуваат дека и ситуацијата која што настапува е сега овдека они немаат директно, ја не може да разберам зашто они за ова зборуваат, нормално дека не може да едноставно игнорираат банкарската криза која што е практично се уште во тек. Но во исто време зборуваат дека нели самата политика која што ја имаат не е толку страшна за банкарскиот систем, наводно истиот е смирен. Останува да видиме дали е смирен, тоа не се покажува дека е баш така, но времето ќе покаже. Сега не навлегуваме во тој сегмент. Битниот момент кој што мораме да го запазиме овдека е дека и понатаму се очекува зголемување на rate hikes. Затоа што се очекува дека и самата инфлација ќе се врати повторно нагоре. Значи тоа е она главно кое што треба да го заклучиме од овие Fed Minutes и нормално автоматски на тоа пазарите реагираат. Зошто? Затоа што ваквата најава за потенцијално враќање на инфлацијата, која што се појави во CPI индексот, иако зборуваме за 0,2%, гледаме дека автоматски пазарот ја превзема како така речено индикатор дека најавија ако се врати инфлацијата ќе мораат повторно да така речено дигаат rate hikes и веќе имаме враќање на инфлацијата на CPI индексот, односно она кој што ги содржи сите добра и услуги во Америка. Нормално, како и секогаш можеме да видиме дека невработеноста и понатаму останува намалена, дури и се намалува. Значи, ваквите податоци ни покажуваат дека се повеќе и повеќе реално она што го разговарале на 25 и 26 јули, дека и понатаму ќе продолжи барем со уште еден rate hike. Нормално, знаете и сами, тоа многу често пазарот веднаш го зема како така речено сила која што го поместува во една или во друга насока, односно самиот пазар се поместува својствено на тоа што се очекува од ваквите одлуки. Не чека одлуката да биде донесена. И гледаме дека моментално DXY значи растури. Јас очекувам дека во било кој од овие моменти и граници ќе направи корекција. За сега се уште нема направена таква корекција, но можеме да видиме дека станува збор за екстремно високи вредности на DXY, кој што моментално е на самата вредност од на RSI, 68 сток RSI е апсолутна стопка. А веќе имаме промена во курсот на DXY на дневна база, односно VWAP веќе надолу, само што не помина под нулата, MACD само што не се коригира во обратна насока, каде што сигналната и базичната линија само што не се прекршили да ни ја дадат оваа црвена точка. Сега, ако погледнеме на неделно ниво,
Значи на неделно ниво пак индикаторите ни се уште доста оладени. Зошто? Затоа што имавме огромен пад од претходниот all-time high, односно локален all-time high, и гледаме дека моментално ова е така речено една консолидација пред повторно паѓање надолу. Очекувавме дека 100 ќе биде многу јак левел, тоа и се потврди. Овој баунс е точно од 100, каде што кажавме и дека ќе биде, иако јас не очекувам колку голем баунс, но гледаме дека истиот се реализира моментално. Со тоа што ова е претходен all-time high, локален нормално во 2016 година, после овој 2015-2016 bull market, каде што гледаме дека цената на DXY се приближува. Верувам дека ова ќе биде исто така јака, да речем, граница, со тоа што овде исто така имаме и нели оваа свеќе, кое што ако направиме поле, ќе се поклопува со ова ниво на неделен чарт. Сега нема да навлегуваме од тоа, ќе биде пренатрупан чартот и така е веќе пренатрупан, но не можеме да ги видиме, ќе повторам уште еднаш оваа конвулзија на индикатори, ако ги немаме сите овие, да речем, индикатори, формации и слично. Така да сега за сега гледаме дека крајно време е DXY да се коригира надолу, но сега за сега тоа не се случува, зошто? Поради позитивните вести кои што доаѓаат од Федералната резерва. Знаеме дека ќе има уште еден цел месец пред да има состанок, значи во текот на септември, дури на крајот ќе има состанок, што значи дека треба да добиеме уште една стапка за невработеност и уште една стапка за инфлација. Со тоа што пред да ги анализираме S&P 500 и Nasdaq, ќе го искористиме она што Герет Солоуей користи, тоа е исто така добар показател, иако јас верувам дека оваа ситуација не е комплетно на место, но повторно ќе го искористиме со цел да утврдиме некои интересни работи. Ако се сеќавате, Герет Солоуей кажуваше нели преди овие скокови дека инфлацијата ќе скокне. 0,2% не е скок на инфлација. Значи 0,2% не е ништо. Скок на инфлација или пад на инфлација е 1%. Се разбираме? Ако ставиме на 5 години, ова е скок на инфлација, каде што во еден месец скокнала 2-3%. Тоа е веќе скок на инфлација. 0,2% не е скок на инфлација. 0,2% е некоја минимална реакција која што пазарот не реагираше ради истата. Ако беше така, веднаш ќе паднеше. Немаше да чека да испаднат овие минutes на Федералната резерва за да падне волк. Така да ова јас не го гледам како директен показател, но е еден од оние дополнителни индикатори, дополнителни показатели кои што ни покажуваат каде се тоа се движи. Гледаме дека и нафтата веќе се коригира надолу. Истото е и со овој DBA индекс кој што он кажуваше дека е на локален all-time high. Гледате колкава корекција направи надолу. Ако се движиме по таа логика на Герет Солоуей, сега треба нормално истиот да каже и да испадне. Еве добивме корекција на нафтата и на храната, кој што се званичен и многу битен дел од CPI индексот, значи дека повторно ќе добиеме корекција на CPI индексот, така. Значи останува да видиме, но сакам да кажам, не е се така црно и бело. Многу од овие аналитичари еднаш го земаат овој индикатор кога им одговара, вториот пат го забораваат кога не им одговара, како во оваа ситуација. Значи ова е веќе оладување на цените и на нафтата и на храната, затоа што ова е DBA индекс на прехранбени продукти во суровина, како пченка, жито и слично. Така да во оваа ситуација, значи еве да видиме дали ќе испадне Герет Солоуей да го земе во пример. Овдека значи логично би било сега да падне во следната стапка и индексот на инфлација, затоа што веќе имаме солидна корекција и на нафтените деривати и на храната. Останува да видиме, но според неговата логика тоа би требало сега така да се случи. Останува да видиме, пак ќе напоменам. Значи ние исто така напоменувавме дека од 3 до 2% ќе биде најтешко да се симне инфлацијата, што моментално го гледаме реално. Сега, ова е веќе проблем кој што треба да се фокусираме во септември. Денеска само се фокусираме само заради тоа што the minutes, значи ова сумирање на тој, да речам, состанок беше една од главните причини поради ваквиот страф. Втора ваква причина е значи цената на доларот е исклучиво битна кога тргуваме и кога инвестираме. Во оваа ситуација, ако се сеќавате, јас веќе го напоменав, ќе го напоменам уште еднаш. Гледате колку притискаат. Ова се само 4 дена пред почетокот на БРИКС самитот. Моментално Белата куќа работи на брифинг, односно ги известува значи најбитните демократи во партијата за тоа како и што моментално се случува во преговорите помеѓу Саудитска Арабија и Израел. Зошто е ова битно? Значи Америка не го прави ова од ното на добрината на својата душа. Прво, нивниот стратешки партнер во Палестина, окупаторот Израел, значи евреите, окупаторот кој што денеска се нацисти, да не ти се верува, значи нема друга опција освен заштита од Америка. Ако Саудитска Арабија застане на истата страна со сите тие арапски земји таму, како Иран, како Јордан, како Палестина, како Египет, како сите тие земји кои што се околу Израел,
Израел ќе престане да постои во рок од една недела. Значи нема друга опција освен да притискаат барем нивниот стратешки партнер Саудиска Арабија да биде на страната на Израел. На тој начин имате некој израмнето, така речено, поле каде што нема да се дрзнат да го нападат Израел, се додека Саудиска Арабија е на негова страна. Зошто е толку битно ова? Не е ни за тоа толку битно, колку што е битно дека на Америка е потребно и понатаму да се продава нафтата во долари, затоа што доларот нема никаква вредност. Буквално тоалетна зелена хартија. Ако успеат да ги убедат Саудиска Арабија да склучат ваков, да речеме, да почнат вакви преговори со Израел за нормализација и ветуваат на Саудиска Арабија дека ќе ги помогнат и ќе инвестираат во целосна нуклеарна програма на нејзина територија, во спротивно Саудиска Арабија понатаму да продолжи да не продава нафта во ништо друго освен долари. Тоа е многу битно за Америка и понатаму да го задржи приматот на светскиот на глобална сцена. И зошто е ова битно? Гледајте, значи ова е денес и вчера се случува ова. Значи ова е уште една најава дека DXY индексот и понатаму ќе расте. Ако вакво нешто успешно се заврши, значи и понатаму луѓето ќе вратат својата доверба во оваа зелена тоалетна хартија, затоа што ако сега Саудиска Арабија само 4 дена пред самитот со БРИКС каже ништо не важи од тоа претходно, понатаму ќе продаваме нафта само во долари, значи многу работи ќе се вратат на старо. Што значи дека сите овие договори кои што ги имаа склучено, мада ја не верувам дека тоа може да биде направено, но само ви кажувам како гледа финансиската јавност. Они се надеваат дека ова ќе успее и дека Саудиска Арабија понатаму ќе продолжи да продава само во долари. На тој начин доларот повторно ќе си го врати својот примат и нормално е дека многу од луѓето ќе продолжат да купуваат долари. Како купуваат повеќе долари, така неговиот индекс и понатаму ќе продолжи да расте. Значи тоа е втора причина поради која што добивме раст на DXY и нормално тоа ги забрза падовите на сите останати индекси, вклучувајќи ги криптоиндексите. Сега, како што кажеме, DXY е време да падне, но кога останува да видиме, ова се памп вести, значи ова е фундаментална анализа која што е федералните овие миниц, Саудиска Арабија, ваквите вести. Тоа се фундаментална анализа и не може да ја заборавите, значи е исклучиво битна кога ги гледате техничките поместување на овие чартови. Сега, што се случи со S&P 500 и Nasdaq? S&P 500 и Nasdaq се третиот катализатор за солиден пад на самите криптовалути. Првите, рековме, Федералната резерва, со ваквото сумирање, каде што вие кажуваате дека и понатаму ќе има rate hikes, се качува доларот, паѓа се останато во цена. Второ, надеж дека доларот ќе добие повторно примат и ќе биде единственото средство по кое што може да се тргува на пазарот за нафтени деривати, е повторно надеж дека DXY ќе почне да расте, се останато ќе почне да паѓа. И третиот во оваа ситуација можеби најголем катализатор беше официјалното потврдување на овој даунтренд кој што моментално го имаме на самиот Nasdaq и на S&P 500. Зошто е толку битно? Затоа што очигледно се повеќе и повеќе изгледа дека конечно направивме врв и дека истиот моментално се придвижува надолу. Значи, моментално имаме два Фибоначи кои што треба да ги погледнеме, само да го исклучам моментално на неделно ниво, за да имаме појасна слика, исто ќе го направиме и на Nasdaq, и потоа ќе анализираме каде се ногаме на неделно и на дневно ниво. Неделно ниво и понатаму се ногаме во оваа голема корекција, практично овој bear market во 2022 година кој што имавме, каде што нивото падна под 786 на Фибоначи и се движи кон следното ниво, кое што моментално во оваа ситуација не е 0,678 или golden ratio, кој што исто така е поддржан од овој локален врв кој што моментално го имаме овдека на неделно ниво. Сега, зошто е тоа битно? Затоа што ваквиот баунс до ова така речено ниво може да значи повторен баунс нагоре за Nasdaq и за S&P 500. Можеме да погледнеме дека имаме солидно ладење на индикаторите, кои што рековме дека кога се наоѓаат околу 70 може и да се задржат таму долго време, затоа што гледате имаме два локални врва, иако имавме корекција на MACD и понатаму имавме задржување на RSI над 70, што значи дека е прекупен. Моментално RSI падна на ниво 57, а сток RSI на неверојатно ниво 15, што значи дека сток RSI е веќе препродаден. Иако имаме солидна корекција и на MACD, и на бранот на прилип на средства, и на VWAP, значи ова е на неделно ниво. Така, и моментално овдека имаме стварно солидна корекција, која што доколку олади доволно брзо, може да се поврати повторно нагоре. Да погледнеме што се случува и на дневно ниво. На дневно ниво, ова е последниот потек кој што го направи Nasdaq, каде што гледаме дека враќањето на 61,8
Исто така, солидно ни се надополнува со ова враќање на значи истото ниво е овдека, на 0,381 од, значи тоа е првото ниво, званично ниво на Фибоначи, ова не го рачунаме затоа што е многу слабо, значи и Golden Ratio на неделно ниво и 0,382 на дневно ниво се двете Фибоначи нивоа кои што кореспондираат со овој локален врв кој што го имаме овдека, што значи дека имаме солидна поддршка негде околу 14.325. И можеме да видиме дека на дневно ниво имаме многу голема корекција. Значи, овој неколку дена пат, гледајте, од 75 го доведе RSI на 35. Сток RSI е скоро 0. Имаме огромна корекција на MACD, која што најчесто гледате и сами, околу оваа вредност на 60, веќе прави корекција нагоре. Што значи дека на дневно ниво ние веќе сме спремни за корекција нагоре. И дополнително тоа можеме да го видиме и во Fear and Greed Index, кој што само што не влегол во Fear. Значи, ако се кејавате, беше во Extreme Greed пред само неколку денови. А веќе се наоѓа во Natural на, така речено, влез во Fear, што истото ни го покажува и VIX индексот, кој што, ако се кејавате, разговаравме дека секогаш кога се наоѓа негде околу 21 е неутрална вредност. Сега, ако се кејавате исто така, ние напоменавме, ќе го сменаме на неделно ниво, дека колку повеќе се наоѓа околу 13, толку повеќе така речено имаме така речено и bull market. Но некогаш истото се наоѓа многу кратко, па имаме корекција, а некогаш се наоѓа и многу голем долг период. Поради овој причини, ако се кејавате, напоменавме дека не знаеме колку време ќе се задржи околу 13, се зависи од фундаментална анализа, која што моментално ја видовме, и кога првите моменти на фундаментална анализа подклекнаа во позитивен аспект за Nasdaq и за SPY, гледате што се случува. Сосема солидна корекција и на Fear and Greed индексот, и на цената на S&P 500 и на Nasdaq, и истото можеме да го видиме и овдека. Погледнете, значи како да се копирани, така речено. Имаме локален врв во овој сегмент, кој што ни кореспондира со 61,80678 Golden Ratio на Fibonacci, кој што, така речено, тоа е на неделно ниво. Ако погледнеме на дневно ниво, значи иста ситуација, исто коригирање на индикатори, исто се. И овдека многу слично на тоа, имаме два локални врва, негде околу 382, кои што се наоѓа на вредност од 429. Така да, и да, овдека се уште се наоѓа во ова поле, кое што ни е на неделно ниво утврдено од оваа обрат на свети кој што имаме овдека, но така речено ова се двете граници кои што ги имаме, до кои што очекуваме да се придвижи самиот S&P 500. Иста ситуација. MACD само што не стигнал до негде околу, значи ова треба да биде на 60, не знам зашто е на 70, погрешка. Значи, само што стигнал негде околу 60, кога најчесто ги очекуваме и корекциите да се случат во обратна насока, се извинувам само да го коригирам солидно. Не, на другата страна. Минус 60. Добра. Истата ситуација гледаме и во RSI кој што е на 35, сток RSI кој што е на 0, VWAP веќе се врти нагоре. Значи гледате, имаме солидни показатори дека веќе имаме голема корекција направена и на S&P 500 и на Nasdaq. И сега се враќаме на оној момент кој што го кажувавме дека во видеото каде што и JP Morgan, и Федералната резерва, и Белата куќа не очекуваат рецесија. Ваквото неочекување рецесија доаѓа од вештачкото пумпање на економијата во Америка, кој што ќе произлезе со потенцијално повторно, значи придвижување нагоре и на S&P 500 и на Nasdaq. Не за џабе излегува JP Morgan да каже дека очекува нов all-time high за S&P 500 до крајот на година. Значи така да останува да видиме како се тоа ќе се движи, но сега за сега сме во надолна корекција која што дополнително го забрза падот на биткоин и останатите криптовалути. Сега, пред да навлеземе во биткоин и останатите криптовалути, мораме да кажеме која е главната причина за ваквиот огромен пад. Леверидж. Значи леверидж представува главната причина. Во последните 3 месеци, тоа е до мај, така. Можеме да видиме дека вчерашниот леверидж кој што беше изчистен на лонг позиции, не сме виделе ништо ниту слично. И во овие големи моменти овдека, каде што имаме 350 милиона ликвидирани лонгс, не се ни блиску до вчерашната вредност од 850 милиона. 850 милиона ликвидирани во лонг позиции. Затоа што цената беше бутната под секое очекување. Но ова е тоа што јас постојано го кажувам. Оние големите чичковци имаат Aladdin, имаат CoinGlass, имаат се што вие немате. И ги гледаат вашите позиции. И кога ќе видат дека имаме огромно собирање на лонг позиции, ќе дојдат да ви ги земат парите.
Затоа постојано кажуваме дека е најголема грешка да одите со леверидж, посебно ако сте нови на пазар. Сега. Дополнително да не забораваме дека и Ашлаков, значи ова иако не беше директно од него најавено, значи Wall Street Journal објавува приказна во која што SpaceX продал 373 милиони вреден биткоин. Но не се кажува кога. Значи од целиот овој артикл, во неколку артикли, јас пробав да најдам, не се кажува, може го продал пред еден месец. Се разбираме? Значи ова беше само, знаете како, тоа е проблемот кога многу од луѓето гледаат вест и одма реагираат, без никаква истражување, без никакво проверување на информациите, значи нема кога го продале, се разбираме? Нема ни каде го продале, дали било OTC, значи нема никаква информација освен тоа дека SpaceX, компанијата за вселенски истражување на Илон Маск, продала 373 милиони долари биткоин. Така да не брзајте кога ќе видите ваков тип на вести. Ова може да било и пред 3 месеци. Дополнително, гледайте колку добра корекција добивме на Fear and Greed Index. Сега, имаше еден коментар, само момент. Значи морам да го пофалам Синиша Петковски, каков коментар на место. Значи ја тоа што го зборувам со саат и он го сумираше во еден коментар. Значи гледайте сега. Значи разговараме за леверидж позиции. Многу битна работа која што сега ќе ви објаснам зошто е битно чистење на леверидж од пазарот. Затоа што значи ваквите леверидж позиции кога ќе падне пазарот паѓа многу полошо. Кога ќе скокне пазарот скока многу појако. Се разбираме? Значи во оваа ситуација ќе го напоредиме ова со летото во 2021 година пред вториот дел од бул маркетот. Значи гледате колку добро Синиша веле. Значи овдека некој го праша, а зошто значи нели сега ова чистењето што јас го објавив и кажав дека ова е одлично чистење на леверидж позиции како бул ранот во 2021 година. Значи ситуацијата беше многу добра конверзација, морам да признаам. Боле ваква чистка на коцкари во што држеле позиции и да покаже некаков знак на живот биткоин отколку да стои околу 28-30 илјади. Сега, некој го праша, а зошто мислиш дека нема да влезат нови коцкари? Сега многу добро одговорено од Синиша. Нека влезат, тоа им е работа, се коцкаат. Сега го тоа им е short term gain. Ако гледаш на подолги стази, секогаш се ликвидирани. Зборам за day trader со поголем leverage, а од друга страна ние што сме long term holders, да, ова ни е топ за DCA и ги чекаме Bullrun 2025 пик да се истуриме торби што сме товарале целиве овие 2 години во bear. Значи ова е толку добро сумирано, браво. Сега, зошто е толку добро сумирано? Значи, кога имаме ваков тип на over leverage позиции, каде што вие сте поставиле во сите овие периоди овде, значи гледайте сега. Ако го погледнеме чартот на биткоин, така, значи многу од луѓето очекуваат дека нема да се симне на 28.000, така. Значи дека целиот овој дел овдека, што го гледаме, имаме еден куп leverage позиции, кои што очекувале дека биткоин нема да се симне повторно на овие нивоа. Нормално, ако се придвижи цената нагоре, истите ќе направат солиден профит. Но, многу од оние големи играчи гледаат дека овдека има leverage позиции затоа што и CoinGlass, и Aladdin им го покажуваат тоа. Сите менувачици на кои што вие работите. Значи, поради пари, праќаат ваши податоци за вашиот трейдинг на овие големи, така речено, ова се, како што е Aladdin, например, огромна платформа која што агрегира податоци за вашите позиции и ги даваат на големи играчи, кои што гледаат што вие правите. Значи, гледаат колку моментално пари има во леверидж на сите овие левели овдека, така? Што значи дека они само треба да ја бутнат цената на биткоин минимално и со активирањето на вашите стоп-лоси ќе направат огромен пад на цената на биткоин, каде што повторно ќе акумулираат. Се разбираме? Затоа толку голем, значи на почетокот на видеото кога објасниме што се случува со самиот Телеграм. Затоа толку голем број на обем на пари влезе во менувачиците и стои таму моментално со цел да купи кога конечно ваквата ликвидација ќе биде завршена. А ликвидацијата е завршена поради тоа што имаме и понатаму леверидж позиции на пазарот. И ваквото чистење е неопходно. Зошто го велиме тоа? Исто се случи и во бул маркетот во 2020-2021. Значи во 2021 ние прерано добивме огромен хај од 69.000, практично 64, се извинувам. Со тоа што овдека имавме цело лето корекција, која што направи огромни ликвидации на леверидж позициите кои што ги има. За жал, значи овој инструмент кој што го користам не оди назад до тој период за да може да ви покажам, пробав да најдам, не можев да најдам како. Ако некој има
негде било каков друг тип на liquidation chart, кој што оди и поназад, би сакал ако може да ми го пратите во линк, за да можам да користам за ваквите анализи. Каде е проблемот? И овде имав миста ситуација. Значи имаше over leverage позиции колку сакате под нивото на 50.000. Што направи? Ја бутаа цената под 50.000, гледајте. Каскада. Значи, тоа е истото моментално го гледаме и овдека само во помал обем, затоа што нема толку колку што имаше во 2021-та, па да е потребно цело лето за нивно чистење. Сега, колку помалку леверидж позиции имаме, толку постабилно ќе се движи цената нагоре. Значи, потребно е време пред повторно да се постават леверидж позиции, затоа што никој, ако вие вас ве ликвидирале сега и сте изгубиле, не знам, 3000 евра, вие сигурно нема па да отворите лонг позиција овде. Така, прво не знаеме кога ќе заврши ликвидацијата која што моментално ја гледаме. Може би ќе потрае, може би ќе имаме side movement. Битно кое што мораме да разбереме дека ликвидацијата сега моментално е се уште во тек. Сега да разгледаме каде се наоѓаме и да видиме каква е штетата. Значи, главниот катализатор за падот е short, се извинувам, long позиции. Значи, крај. Тоа е мојавото. Long позиции е главниот катализатор за ова што моментално го видовте. Се другото беше само причина, ова беше главниот катализатор. Сега, кои се нивоата на поддршка? Значи, ние моментално од претходниот врв кој што го добивме на 32.000, значи ние практично во овој потек се наоѓаме на 0,786 последниот левел Фибоначи. При тоа, кршење на овој левел, кој што моментално се уште држи цената на ова ниво, следно ниво би било да се врати во овој рейндж, односно рейнджот кој што го имавме во текот на оваа акумулација во самото дно на bear маркетот, односно горната граница на овој рейндж. Тоа е капитулацијата од Terra Luna колапсот и овие две неуспешни пробиви на самиот рейндж. Со тоа што во исто време не е само рейнджот, негде околу 25.300-400, дополнително го имаме и Bollinger Bandот. Bollinger Bandот исто така не е на истото ниво како и самиот овој рейндж, односно горната граница на истиот. Гледаме дека ова е многу добра корекција на индикаторите. Зошто го велам тоа? Значи MACD, иако се уште има време да се коригира и VWAP, значи гледаме дека RSI стигна на 4700 RSI, само што не дошол на долната граница каде што веќе ќе биде oversold, значи препродаден. Сега ако погледнеме на дневно ниво, имаме уште подобри информации. Значи на дневно ниво можеме да погледнеме оваа свеќе кое што исто така кореспондира со Фибоначи секвенцата, каде што гледаме дека се наоѓаме на точно 0,786 нивото, каде што два пати поред веќе е одбиено понатамошното ликвидирање на биткоин. Дополнително, пак ќе напоменам, се наоѓаме на многу близок период до ова, да речем, последно ниво каде што веќе направивме една корекција. Тоа беше околу 25.400. Тоа е горниот трейдинг рейндж на Wyckoff акумулацијата и на акумулацијата генерално на претходниот крај на bear маркетот на биткоин. Сега, погледнете ги индикатори овде. RSI е веќе на ниво 21. Кога последен пат ние сме имале толку ниско ниво на RSI? Погледнете. И гледате што се случува во тој момент. Гледате? Значи овдека е зелено. Значи во овој момент сме имали исто така ниско ниво и тоа 28, не 21. Погледнете што се случило тогаш. Значи ова беше оваа последна корекција која што имавме до 20.000, се извинувам. Имавме огромен памп нагоре. Затоа што RSI беше на огромен, значи гледате, иако сме имале bearish divergence, после ваквиот момент, каде што RSI се нашол во oversold, односно препродаден, ние сме имале огромен напредок на цената на биткоин. Со тоа што веќе сме ги изчистили и овдека леверидж позициите и овдека се наоѓаме на иста ситуација. Односно, гледаме дека се наоѓаме на крајно поволен момент каде што имавме веќе 3 воспоставени дна и дополнително имаме bullish divergence кој што сега уште толку ќе биде потврден и MACD веќе се наоѓа, гледате, на 85. Значи последен пат се наоѓа на 85 кога? Иста ситуација. Погледнете. Значи MACD волку длабоко само во оваа ситуација кога направил, гледате какав памп направил во тој момент. Гледате. 58%. И тоа само за неколку денови, ова е за 2 недели. Сакам да кажам дека ваквото коригирање, значи секогаш гледате позитивно на коригирањето на во оваа ситуација индикаторите, затоа што тоа е една од главните катапулти кои што може да не крене во следниот левел да го поминеме ова ниво од 31-32.000. Така. Сега, за жал, цената повторно излезе од овој канал, кој што така речено ни беше водилка во целиот овој период, но цената и овде излезе од овој канал, ги доби овие индикатори за кои што разговараме и направивме огромен памп.
моментално единствена работа која што ја чекам како потенцијален, значи стварно потенцијален знак дека сме завршиле е добивање на дно, голема зелена точка како ова овде, и тоа гледате светла зелена точка, и прекршување на MACD во нагорна линија, која што може да потрае, но зелената точка ќе биде првиот момент каде што можеме да кажеме дека ликвидациите се завршени. Ме прашаа дали да купуваме алт. Јас не купувам алт додека не видам дека биткоин ликвидациите се завршени. Затоа што џабе сте купиле алт, колку и да изгледаат цените моментално примамливи, ако и понатаму имаме макровести, значи на страна од, значи техничката анализа може да биде одлично. Ако и понатаму имаме макровести кои што покажуваат дека биткоин ќе се движи во друга насока, односно надолу, ќе продолжиме со ликвидација и на алткоините. И уште една многу битна работа, да се навратиме, значи овој сигнал кога ќе го видите, знаете дека ќе има голем пат. Дали ќе биде една свеќа или ќе биде една недела свеќи, знаете дека ќе има голем пат. И тоа се повтори повторно. Значи многу ретко се случува, гледате, ние го немаме ниту во еден од овие делови, значи гледате, нигде го нема овој голем црвен дијамант, така? Но во моментот кога ќе се случи, бидете спремни да реагирате. Приметете, значи колку ретко се случува, гледате во целиот чат, така? Ево, уште еднаш. Иста ситуација, каскадно дејство надолу. Значи затоа кога ќе биде потврден овој сигнал, затоа и направив такво ургентно видео да ви кажам дека значи се очекува пат кој што моментално го живееме. Сега, ова е на овој чат, така, значи ги разгледавме индикаторите, видовме кај се наоѓаме, што се случува моментално. Сега да погледнеме чартот каде што ги имаме прво локалниот VPVR, потоа ги имаме Bull Market Support Band и 4MAs. Значи моментално од исклучива важност на неделно ниво е да видиме каде ќе заврши оваа свеќа. Јас се надевам дека ќе заврши како претходните свеќи. Така на крајот на оваа свеќа, а тоа е денеска со оглед на фактот дека сме петок, значи имаме уште неколку денови за ова да биде реализирано. Значи крајот на свеќата, како истата ќе заврши, ти ни покаже многу повеќе за тоа што понатаму да очекуваме. Зошто го велам ова? Погледнете оваа ситуација. Иако имавме завршување, значи надвор од 200 неделната средна вредност, цената беше задржана од Bull Market Support Band. Односно, можеме да видиме дека и самиот левел на трейдинг овдека е многу лош, што значи дека паѓање до овој претходен горен рейндж на ова акумулационо поле ќе биде доста лош за биткоин. Сега, дали ќе имаме придвижување нагоре на цената во оваа недела, останува да видиме. Но оваа свеќа, ако мене ме прашувате, би било од исклучиво добар момент да се повлече барем до 200 неделната средна вредност, уште подобро до самиот Bull Market Support Band. На тој начин ќе добиеме повторен скок од истиот нагоре. Ако заврши под Bull Market Support Band до 200 неделната средна вредност, или ќе добиеме ваков брз bounce back, или ќе се задржиме повторно одредено време помеѓу Bull Market Support Band до 200 неделната средна вредност и горниот трейдинг рейндж на ова поле. Зошто е тоа на некој начин лошо? Значи не е лошо, не се брзаме нигде. Јас постојано кажувам, многу од луѓето очекуваат нов all time high, не знам што. Рано е. Значи мораме да забележиме и да бидеме свесни дека е рано. Се наоѓаме многу рано во овој циклус. Значи кога го кажувам тоа, ако погледнеме од претходни аспекти на тоа што се случувало, јас постојано ви кажувам, непредвидливи се моментите на халвинг и една година пред халвинг. Овдека е пандемија, затоа не можеме да го земеме во предвид соодветно, но ако го споредиме сето тоа со претходните циклуси, значи гледате имаме нормални падови, растови, ништо надвор од нормалното што моментално го гледаме. Иста ситуација овдека, падови, растови, така. Значи и овдека моментално, со оглед на фактот дека имаме доста нестабилни вести од една или друга страна, значи исто да се случува. Растови, падови, значи зигзаг движење. Не очекувам ништо значи надвор од вообичаеното, освен тоа цената на биткоин да се движи во некој рейндж. Во оваа ситуација рейнџот е прилика утврден. Значи иако утврдивме дно, барем во овој момент каде што моментално се наоѓаме, ако цената на биткоин заврши во овој момент, значи вака како што е свеќата до крајот на неделава, очекувам да имаме ново акумулационо поле помеѓу горната граница на овој трейдинг рейндж и Bull Market Support Band и 200 неделната средна вредност, кои што сега моментално ќе бидат претворени во отпор. Но тоа е ако оваа свеќа заврши под нив. Голема е веројатноста, со оглед на фактот дека на дневно ниво ние веќе сме крајно oversold, многу брзо да се коригираме нагоре. Значи останува да видиме што ќе се случува во наредните неколку дена. Ако тоа го добиеме и ако добиеме баунс од Bull Market Support Band до 200 неделна средна вредност, можеме реално да разговараме за следно движење на биткоин нагоре. Во спротивно,
очекувам повторен акумулационен период, посебно со оглед на фактор дека, гледате, значи ова е како нереализирано поле во однос на VPVR, каде што имаме многу мал трейдинг. Ако продолжиме со овој трейдинг овде, така затоа што гледате како се движиме нагоре, така се повеќе имаме претходен трейдинг. Што значи дека се повеќе има одредени позиции. И во оваа ситуација сега веќе нормално разговараме за шорт позиции, кои што се поставени негде околу 30.000, кои што очекуваат дека цената на биткоин ќе се придвижи надолу. Сега, јас пак ќе кажам, типувам на придвижување на цената на биткоин во ако се задржиме под bull market support band 200 средна вредност во акумулационо поле овде, ако се придвижиме нагоре, повторен обид за кршење на нагорно прво 30.000, а потоа и 100 неделната средна вредност. Сега, у макроканалот, дополнителна многу битна работа која што многу малку техничарите ја кажуваат е 50 месечната средна вредност, која што е од исклучиво битно значење. Секогаш кога сме се приближиле до истата, сме се наоѓале практично во следен bull market. Така да во оваа ситуација ние се најдовме под неа, се коригиравме и ова ни е така речено втора корекција до истата, останува да видиме дали моментално ќе добиеме баунс нагоре поради ретестот на оваа 50 неделна средна вредност или пак ќе добиеме, како што кажавме, така речено акумулационо поле. Така да ова на некој начин го негира сличноста со 2014-2015. Во спротивно, ако ова све ќе се врати повторно нагоре во каналот, тогаш веќе можеме да разговараме за доста сличен циклус како 2014-2015, ако не ќе видиме нешто ново досега не видено на биткоин чартот. И уште еден показател дека ова е сосема нормално, а тоа ни е биткоин Wyckoff акумулацијата. Зошто е тоа така? Значи, само за момент ќе ви покажам. Значи, погледнете, сега ќе треба овие полења очигледно да ги продолжиме. Јас очекувам дека одека ќе завршиме, очигледно ќе имаме уште една епизода на Wyckoff, како што изгледа. Значи, зошто е тоа така? Погледнете. Че ова е класичен момент на Wyckoff акумулација, во која што моментот кога ќе биде пробиено ова горно поле на овој акумулационен период, нормално е да направиме неколку така речено ретести на горната граница на истиот пред да продолжиме во следната фаза, а тоа е дистрибуција. Сега, гледате што се случува. Една, втори ретест, така, значи тоа е оној ретест на горниот рейндж на Wyckoff акумулацијата, кој што моментално гледаме, кој што е сосема нормален пред продолжување нагоре на оваа формација. Сега, значи, така речено, оваа формација е на самиот крај. Нема нешто многу што да се зборува, само и поратамо ја проследуваме затоа што ни дава соодветни показатели за тоа каде се наоѓаме на макропланот на биткоин. Генерално гледано, значи, за да имаме прекашување на, така речено, оваа нагорна, во оваа ситуација нагорна конструкција на биткоин, прво и основно мораме да имаме правење на lower low. Значи, сега се враќаме на основни работи, значи секогаш кога се случуваат многу комплицирани работи, гледате да ги упростите колку што можете повеќе. Се враќате на основните правила. Основно правило на движење на чарт е се додека имаме дно, врв, повисок од дно, повисок врв, повисок од дно, повисок врв. И во оваа ситуација ако креираме повисок од дно, не гледа причина зошто не би се движеле повторно на повисок врв. Кршење на конструкцијата настапува во моментот кога ќе направиме по-ниско дно. Во оваа ситуација, ако цената на биткоин падне и се задржи под, во оваа ситуација, 24.700, тогаш можеме да разговараме за понизок врв и кршење на оваа конструкција, така речено придвижување на цената на биткоин повторно надолу. Додека тоа не се случи, ние сме се уште во макро бул тренд на неделно ниво и на дневно ниво и не гледам причина зошто би го променили нашето мислење барем во овој дел. Битни работи кои што мораме да ги погледнеме надвор од чартот, значи не е само техничка анализа, сега да погледнеме дали нешто се сменило од фундаменталните вредности на биткоин. Значи дали имаме било каков тип на промена кој што е невообичаен. Погледнете. Циклусот 2014-2015, така речено слично на циклусот во 2022-2023, не придвижува на долната граница на овој Фибоначи секвенца поставена на целиот чарт на биткоин, каде што можеме да видиме дека нема некоја голема разлика во однос на овие два циклуса и понатаму се наоѓаме во најдобриот дел, односно Fire Sale, каде што може да купите најдобра цена за биткоин. Следна битна работа, MVRV Z-Score. Можеме да видиме дека реалната цена на биткоин во однос на овој индикатор се наоѓа на крајно, значи овдека може да видите кога е overvalued, кога е undervalued, односно кога е пред цената и кога е под цената.
Значи секогаш кога се наоѓаме негде блиску до зеленото поле, се наоѓаме на подценета вредност. Дополнително можеме да видиме дека тоа кореспондира со ваков тип на макро дна. Така, и во оваа ситуација, значи ние имавме крајно подценета вредност на биткоин кога се наоѓавме во овој дел овде, значи тоа е самото дно кое што го постигнавме, а сега моментално се наоѓаме многу блиску до ова поле. Значи дека се уште сме крајно подценети со цена, значи цената е крајно ниска на биткоин. Иста ситуација и обратно, кога се наоѓа овој индикатор горе во портокаловото црвено поле, имаме својствено врвови, дали е тоа локални или all time highs, можеме да видиме дека секогаш е на тој начин читано овој индикатор. Така да се наоѓаме крајно на почеток на овој циклус. Јас постојано тоа кажувам, овои индикатори многу добро го потврдуваат. Следниот индикатор кој што ќе разговараме се hodl wave-от на 1 и 5 години. Значи ова е колку од коините на биткоин се задржани 1 година плюс и ова е 5 години плюс. Значи 1 година плюс не променеле никаков новчаник и 5 години плюс не променеле никаков новчаник. Значи генерално макротрендот и понатаму продолжува да биде булиш. Затоа што имавме крајна мала, значи ова беше во овој период овде, значи пред самиот колапс негде, тоа е првиот пат кога го видовме значи во средината на јули сме го добиле ова, како мала корекција, каде што сме имале поместување. Но ова не значи продавање, сме имале поместување. Значи овдека ни покажува кога не сме имале никакви поместувања, се разбираме? Значи кога биткоин коините не биле продадени или променети од било како волит, на било како волит повеќе од 1 година. Така. Многу појасна слика ни дава 5 годишниот hodl wave, каде што гледаме дека се повеќе имаме волети кои што имаат 5 плюс години во кои што не продале ништо од својот волет. Значи 29,74% од вкупната количина на биткоин адреси повеќе од 5 години не ги мрднале коините. Значи не станува збор за продажба, значи како стигнале, така останале и не ги мрднале. Ова е биткоин кој што 5 години плюс не се поместил. Тоа значи дека дури ни во врвот овдека не продале. Се разбираме? Затоа што врвот го добивме на 21 година, сега е 23. Ако овие продале за да купат овде, тоа значи дека ова ќе било flatline, сега ќе било права линија, наместо да биде нагоре. Така. Зошто е тоа така? Затоа што голем дел, како и јас, како и многу други техничари, очекуваа многу поголемо движење на биткоин, но не го добивме тоа и поради ваквата ситуација, значи имаме само на овој dead cat bounce каде што имаме моментално луѓе кои што продале, генерално гледаме дека во претходниот bull market многу голем дел од значи процентуално од биткоин адресите не продале. Значи гледате, на самиот врв се наоѓа на 23, сега се наоѓа на 29. Значи се покачува само 6%. Што значи дека и понатаму, гледате, значи како изгледа нормално. Како се движиме нагоре, така ова се намалува. Овдека не сме имале намалување, овдека сме имале само зголемување. Што значи дека следниот bull market ќе биде многу поголем во однос на продажба за разлика од претходниот. И ова е дополнително показател дека никој не продава, купува, така. Адреси на биткоин кои што држат 0,01 биткоин. Јас овдека пат не гледам, ја гледам само раст. Значи ова е кога имаме врв. Вака изгледа кога имаме врв. Луѓето почнуваат да продаваат затоа што ја добиле макро цената која што очекуваат и моментално сакаат да акумулираат повеќе. Така. Нема никаков пат, значи само раст има на овие адреси. Бројот на адреси кои што држат повеќе од 0,01 биткоин. Следна битна работа е адресите кои што држат повеќе од 1 биткоин, иста ситуација. Јас овдека пат не гледам. Без разлика дали сме имале солиден пат на цената, значи гледаме дека само нагоре се движи бројот на 1 биткоин волети кои што постојат, 10 биткоин волети. Обратно, наместо да паѓа овдека имаме дури растење, значи поголем раст како што може да видите на крајот на последниот дел. Така. Следна битна работа, hash rate. Биткоин hash rate, едно од најбитните работи кои што мораме да ги забележиме. Значи гледате што се случува со hash rate на биткоин. Јас овдека паѓање не гледам, ја гледам нов all time high на биткоин денес и вчера, тоест, нели? Затоа што е еден ден наназад се рачуна. Значи нов all time high гледам, тоа значи дека имаме се повеќе и повеќе нови мајнери на биткоин. The Buell Multiple, не гледам пат на вредноста на она што го продаваат моментално мајнерите, што значи дека ако вредноста не паѓа, тоа значи дека се уште продаваат иста количина на биткоин со цел да ги покријат операционите трошоци. Така да во оваа ситуација и овој дел со мајнерите ни покажува дека немаме никаква лоша ситуација. Значи понатаму продолжува секако вообичаено. Единствено имаме пад во биткоин сентимент, кој што моментално се враќа назад 0,345, што е сосема нормално за една година пред халвинг.
Значи, тоа е нормално, затоа што се уште не се зборува доволно за биткоин. Така да сентиментот е сосема на место. Исто така би сакал да го покажем. Значи, имаме многу битни вести на крај, така да не би предложил да почекате до самиот крај. Вредноста на CBBA е 37. Ова е индекс од 10 различни индикатори кои што моментално се представени да ни дадат еден индикатор со вредност од 0 до 100, кој што ни покажува најчесто ни ги лоцираат ната и врвовите на еден циклус. Каде што можеме да видиме дека и понатаму, значи индексот на овој индикатор продолжува да биде многу близок до оној кој што моментално го гледаме во 2014-2015 година. Значи тоа е онаа стандардна при-халвинг, гледате, значи пред халвинг. Горе-доле, горе-доле, зигзаг движење, горе-доле, горе-доле, зигзаг, ништо надвор од вообичаено, така. Значи овој индикатор ни покажува дека имаме многу слична ситуација како во ситуацијата во 2015-2016 година и сме многу рано за следен бул маркет. Значи кога ќе се најдеме на следен бул маркет, гледаме дека овој индикатор многу добро ни ги лоцира врвовите, ако некој како, нели, Герет Соловеј постојано зборува за некако си потенцијален врв, почнале да продава меме коини и NFT, тоа било врв на пазарот. Како врв, какви глупости, значи ние се ногаме се уште на почетокот, така речено само што сме испаднале од bear market, но нели, да не навлегуваме, не сакам да влегувам во туѓи анализи, барем не денес. Битни работи кои што моментално ни следат, прво е само што не сме добиле потврда за првиот futures ETF на Ethereum на американско тло. Значи моментално се спрема SEC да даде зелено светло на, сега ќе видиме на кој точно, значи се вели дека пред октомври ќе се даде конечно зелено светло на првиот, сега овде ќе има неколку, гледате. Значи има повеќе од 20 компании кои што аплицирале за futures ETF на Ethereum. Тоа е добра работа затоа што на тој начин, иако можеби не е директна продажба на Ethereum на пазарот, тоа е добро за традиционалните пазари да се запознаат за тоа што е Ethereum и нели на тој начин, така речено, барем делумно да бидат влезени на пазарот, макар и тоа да е преку хартија од вредност. Тоа беше и првиот win на биткоин, каде што добивме Bitcoin Futures ETF, кои што веќе се неколку. Нормално, главната победа на криптопазарот е кога конечно криптовалутите ќе се најдат како директно тргувани валути на овие традиционални пазари, тоа се берзите во оваа ситуација. Сега, и ова е добро, значи ова е чекор кон таа дирекција, кон тој правец, но битна работа која што гледам дека многу луѓе не ја разбираат, барем многу луѓе се плашат без веза. Значи, SEC наводно, јас седнав да проверам, да разгледам што е уствари поентата на ова, наводно ги одложил, не ги одложил, значи SEC не може да одложи, не е тоа дали он сака или не, SEC има дедлайн, значи во било кој тип на ETF кој што треба да биде одобрен, SEC има рамка во која што треба да одлучи и тоа има неколку различни, така речено, дедлайн, значи она се крајни рокови до кои што може да одлучи. Ова се званичните дедлайни и се враќаме на истата ситуација која што објаснив пред некој видео, затоа што гледам дека многу луѓе се плашат, која видео веста, не го одложил, туку не одлучил на првиот. Еви, прост пример. Значи, на ARK Investment на 29 јуни требаше да биде одлучено, не беше одлучено и му беше кажано дека му фалат одгледани елементи, како и него, така и на сите останати кои што ги гледате овдека. Нормално следниот беше на 13 август, тоа беше пред 5 дена, очигледно не одлучено. Но има 4 дедлайна по кои што може да одлучи SEC. На последниот нема избор освен да одлучи, така. Значи не е одложено, туку само е практично преместено за следниот дедлайн. Следниот на 11 ноември за ARK Investment, тоа е Кети Вуд. Мене ако ја прашувате, она треба да добие, сите овие никој не смее да добие, нели, Bitcoin Spot ETF, но како и да е, тоа не е до нас, на крајот нормално дека големите пирани ќе добијат први. И последниот е на јануар 10 2024, затоа што нели муриканците пишуваат наопаку како и се друго што прават во животот. И гледате дека сега овдека се враќаме на тоа што ви го кажам. Ништо не е одложено. Крајен датум до кој што треба да се одлучи е март 2024 година, а тоа е само 15 или 20 дена пред халвингот на биткоин. Значи ова не е коинциденција, ова е направено очигледно дизајнирано така да биде. И ако имате, значи јас дури ако ме прашувате, јас би чекал до овие датуми и не би одобрил. Значи јас ако сум SEC и во тој момент има да биде, значи експлозија каква што никогаш не сте видели. Ако имате халвинг
во период од 20 дена, кога, например, на iShares Bitcoin му е одобрен спот ETF, прв на американска територија, а дополнително имате халвинг за 20 дена, може да замислите дека Bitcoin ќе излезе надвор од сите чартови кои што некогаш сме ги направиле. Но тоа е, нели, потоа се уште сме далеку, април 2024 е доста далеку. Сега за сега се враќаме повторно во реалност, имаме уште 250 дена за учење, за едукација, за стварање материјал, за надграбба нашето портфолио. И да се вратиме на оно што Синише го кажам многу на место. За инвестирање. Не ви кажувам да го направите тоа, ова не е инвестициски совет, но би ви кажал дека ако сакате да инвестирате според сето оно што ви го покажавме до сега, 1 час пена излегување од уста, сега е најдобро време тоа да го направите и повторно. Јас не можам да ви кажам, вие треба да направите собствени проценка, но според индикаторите ние го правиме тоа сега. Правиме DCA и оние кои што се плашат моментално затоа што алткоините отишле малку подолу, да, во ред. Но ви нуди шанса да купите алткоини по цени кои што е значи XRP са до $1, сега е повторно 50 центи. Ништо од нашето портфолио не е продадено, ние планираме само да надградиме. Чекаме конечно биткоин да направи дно и повторно ќе купиме. Како што купивме овде, како што купивме овде, како што купивме овде, исто така купивме и овде и овде. Така да гледаме, значи гледате колку, ако го следите пазарот без брзање и без паника, ви нуди уникатни шанси на вакви големи масивни падови да си ги поправите грешките кога не сте купиле нешто што сакале да го купите, а тргнало нагоре со голема вредност. Значи овдека може да најдете цени кои што јас верувам дека можеме само да ги сумираме повторно. Дот помалку од $5. Дот беше $55 на all time high. Ада е 26 центи. Ада беше $3. Се разбираме? Значи Ethereum е 1600, 1700, беше 4000. Ајде, Ethereum е доста голем. Но останатите алткоини, ако ги споредите со претходните all time high, сега е на вистина добар момент за купување. Направете си собствена анализа, ова е само мое мислење. Јас се спремам, како што ви кажав, Каспа е прв на листа за купување, со оглед на фактот дека има солидна корекција веќе направено и нормално кога ќе добиеме баунс на биткоин, тој ќе биде првиот коин кој ќе го купиме. Гледаме да надградиме и некои други позиции, како Chainlink, како нели останати за кои што веќе разговаравме, но нели пак се тоа во склоп на финансиите кои што можеме да ги собереме. Значи нашето главно портфолио е веќе алоцирано, сега ова е веќе само плюс. Како и секогаш ви благодарам, знаете дека каналот постои само за вас, гледате работиме неуморно, без разлика дали е ден или ноќ, за да ве известиме за оно што се случува на пазарот. Нормално не знам се, оно што го правам со оглед на фактите кои што ми се доставени, информациите кои што можам да ги видам и ако можам да помогнам, тоа го правам. Така да нормално дека и ние ќе правиме грешки, ова беше доста добра анализа од наша страна, но знаете сами дека никој не може 24/7 365 да прави правилни анализи. Битно е да гледаме макро сликата, а макро сликата е крајно позитивна. Каналот, како што кажавме, е македонски, наменет за македонци. Единствено што бараме македонците, доколку им се допаѓа, направете нели шер, споделете го со луѓе, затоа што добар збор за нашиот канал највеќе помага за оваа бесплатна едукација да ја прошириме на што повеќе македонци пред да истече овој период, затоа што после најчесто не можеме да направиме богатство, можеме да направиме само некој мал профит. И знаете оно, мало лайк, шер, сабскрайб, значи доколку не сте направили сабскрайб на нашиот канал, значи верувате, многу помага на YouTube за алгоритамот и понатаму да го шири нашиот материјал. Може би е досадно ово што го кажувам, но за жал глупаво би било да направам 1 час видео а да го изгледаат 15 луѓе. Така, значи днес ја гледате, немам никаков профит. Поентата е да го прошириме материјалот на што повеќе македонци. А за ова, за жал јас не можам да помогнам, тоа е комплетно во ваши раце. Така да ви благодарам како и секогаш на вниманието и се гледаме во следното видео. Поздрав од Crypto Game Media.